Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро, срдечен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Вие следите утринската програма Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве не денеска повторно заедно и отпочнуваме ова работна седмица. Денеска е 17. октомври 2022 година, понеделник. Што се однесува до почетните сервисни информации, спомнуваме дека денеска сонцето во Кавадарци изгрее во 6 часот и 47 минути, а истото ќе зајде во 17 часот и 50 минути. Утрово 8 на релативно свежо во Кавадарци, плюс 6, но е сончево. Така ќе биде и во целата наша република, значи денеска ќе имаме сончево време. Квалитетот на воздухот во Тиквишијата денеска е добар, така да воздухот е чист. Што се однесува до временската прогноза, таа гласи дека ќе имаме сончево и релативно топло со слаб ветер од северен правец. Значи, според прогнозата, топлото време и понатаму продолжува, стабилно, суво време, со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од променлив правец. Наутро или утрата ќе бидат релативно свежи, со минимални температури, кои на повеќе места ќе се спуштат и до 5 степени. Додека локалните температури, значи, ќе бидат различити од западниот до јужниот дел на нашата земја, но во текот на денот, значи, ќе имаме релативно топло време. Во Скопје и околината времето ќе биде стабилно, суво и сончево, наутро температурите ќе се спуштат до околу 4-5 степени, додека максималните во Скопскиот регион ќе бидат до 20 степени. Да ја погледнеме сега метеоролошката карта на Република Македонија. Таа ни вели дека денеска во западните делови ќе имаме од плюс 3 до 16. Тоа е гостиварскиот полошкиот регион. Потоа Скопскиот регион од 5 до 22, Команово од 4 до 19, Берово од минус 2 до 18. Значи таму температурите утрински се дури и минус 2. Во Тиквишијата рековме од 5 до 22, Гевгилискиот регион најтопло од 8 до 24, Пелагонија од 4 до 19 степени и во Охридскиот од 6 до 19 степени. Времето утре ќе биде слично на денешното, скоро со идентични температури и утрински и дневни. Повторно во Беровскиот регион температурите ќе бидат утринските минус 3 до 18 степени, а во останатиот дел на нашата земја ќе имаме утрински температури од 2 до 16 степени дневните. Што се однесува до наредните 3 дена, значи ќе имаме слично време, температури утринските ќе бидат пониски од минус 3 до 7, а дневните од 20 до 25, тоа е прогноза за 19 октомври, за 20 ќе имаме потопло време, утринските ќе бидат над нулата од 1 до 10, додека во 21 октомври ќе имаме повторно минусни утрински температури во појни делови на нашата земја, но дневните ќе бидат повторно слични од 20 до 23 степени. Така да овој месец октомври ќе имаме релативно, барем дневните температури ќе бидат повисоки. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, тие известува дека сообраќајот на државните патишта во Македонија се одвива непречено, значи по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен,
така да на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и за излез од нашата држава. Автомото Сојузна Македонија препорачува внимателно возење, брзината да се прилагодува според условите на патиштата. На патниот правец Охрид-Ресен преку националниот парк Галичица е отворен за сообраќај од 31.10. за возила со купна маса до 3,5 тони. Значи за неколку денови тој патен правец ќе биде отворен за сообраќај. На патниот правец Велес-Градско се изведуваат градежни активности на автопатот, така да бидете внимателни кога возите по тој дел на Македонија. Што се однесува до граничните премини, почитувани гледачи, еве да ги погледнеме и нашите гранични премини. На граничниот премин Богородица нема никакви возила, ниту за влез, ниту за излез. Мислам, поголем број на возила, така да може несметано да ја поминете границата. Нешто слично е и на Табановце, кон соседна Србија, нема воопшто возила. Понатаму на Блаце има неколку автомобили за влез и за излез од нашата земја, но тоа е незначително, така да нема поголеми гужви. Слично е и на граничниот премин Ќафасан, има само, како овде што гледам, тешки моторни возила за влез и за излез од нашата земја. Граничниот премин Меđитлија исто така е празен, нема скоро никакви возила. Доколку патувате надвор од нашата земја, бидете подготвени да си понесете секако пасош или лична карта и безбедно ќе поминете државната граница. Уште еднаш ви го спомнувам оној познат број 112 112, број за итни потреби. Тука се обединети и сите останати бројеви, како што е бројот за полиција, за противпожарна, за други потреби што ги имате за брза помош. Доволно е да свртите 112 и ќе бидете поврзани со саканите потреби што треба да ви се стора, така да овој број запишете го и ставете го некаде на видно место. Ево отприлика тие беа почетните информации, почитувани гледачи, сега одиме со песна. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в та земја јас би отишол. Земја знам, кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Би знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке бидеме заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам, кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во
dojdam ja svo tvoj dom na radostan. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите нашата програма во живо, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката Читање од книгата од Библијата. Денеска ќе читаме два псалма, тоа е број 11 и бројот 12. Јас имам доверба во закрилата на Господа, како тогаш ми велите, одлетеј си како птица во својата гора. Зашто ете, безбожниците лакот го затегаат, стрелите на титивата ги местат, праведникот од заседа да го престрелаат. Кога се уриваат темелите на правдата, што може да прави праведникот? Господ е во светиот свој храм, Господ е на својот небесен трон. Човечкиот род со очи го наблюдува и со поглед го испитува. Господ го испитува праведникот, а од дното на душата го мрази злосторникот и насилникот. Жар и запален сулфур врз злочинците ке истори, огнен ветар се нивните судбини. Зашто праведен е Господ, правдата ја љуби, неговото лице секој праведник ке го види. Помагај, Господе, зашто ги снемува побожните, во човечкиот род исчезна верниците. Пријатели меѓусебно се мамат, со ласкави усти дволично зборуваат. Истреби ги, Господе, сите усти ласкави и секој јазик фалбаџиски. Што говори со своите јазици ке надмине, устните си се наши, кој над нив ке ни господари. Поради страдањата на огнетените и воздишките на безпомошните, ке станам сега, вели Господ, и ке ги заштитам од тие што ги клеветаат. Зборовите на Господа се безпрекорни, како сребро од глина пречистено, 7 пати претопено. Господе, ти ке не закрилуваш и од таквите луѓе секогаш ке не чуваш. Безбожниците слободно и гордо се перчат, кога луѓето безчестието го ценат. Еви тоа бија двата псалма, број 11 и број 12, напишани од раката на царот Давида. Првиот псалом, 11-тиот, имаше наслов Доверба на праведникот во Господа. Секако ние како луѓе треба да се надеваме чврсто во Господа, а не на човек. Човекот е поминлив, превртлив овде како што тој нагласува. Господ го испитува праведникот, а од дното на душата го мрази злосторникот и насилникот. 12-тиот псалом носи наслов Господ е помошник против клеветниците. Пријателите меѓусебно се мамат, со ласкави усти дволично зборуваат, но Господ е тој кој е секогаш постојан, стабилен. И овде на крајот Давид заклучува: Господе, ти ке не закрилуваш, значи ти ке не заштитуваш и од таквите луѓе секогаш ке не чуваш. Безбожниците слободно и гордо се перчат, кога луѓето безчестието го ценат. Нажалост, денеска се цени она што не е добро повеќе на ова земја, отколку доброто, но Господ има своја мерка, свое правило, како го оценува праведникот. Така да нека денеска, почитувани гледачи, нашата надеж биде целосно и чврсто потпрена на Господа Исуса Христа. Продолжуваме повторно со песна, потоа ќе се вратиме повторно во нашата емисија да продолжиме со наредните содржини кои ги приготвивме за вас, почитувани гледачи. Na 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 na
na na na na na na na na na na na na na na. Колку тешко беше, Боже, кога не те познава. Какви дела правев, Боже, од нив се засрамува. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го. Кога пак те запозна, сите ме напуштија. Татко, мајка, другари и моите дома најблиски. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. И клекнав јас на колена, ни сози редев молитва. Те молам, Боже, помогни, кај мене дома врати ги. Тогаш како од една тагата ми загина, моите пак се вратија и таков ме засака. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секога. Колку, Боже, голем си, семејство ми поврати, радоста се врати пак, фала ти за секога. Имам желба последна, те молам ти исполни ја, на небо заедно со нив, Исус да не почести. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. На тоа море стаклено, со цело Божјо семејство, тебе да те видиме, низ вечност да те славиме. Мојот живот, Боже мој, ти го давам да е Твој. Јас те молам, земај го, од корен ти промени го.
Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма на радио Гласна надежда Добро утро, која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Денешните вести или искуство, информации ни доаѓаат од далечна Австралија. Насловот е молитви, билки и пандемија. Ово искуство ни го раскажува Ејми. Ејми се соочувала со можност да остане бездомник кога Мелбурн беше затворен поради пандемијата COVID-19, што предизвикало компанијата во која работел низиниот сопруг драстично да го намали работното време, а со тоа и неговата заработувачка. Сепак, таа верувала дека Бог сето тоа ќе го изведе на добро. Низиниот сопруг Джонатан и таа биле крстени во христијанската адвентистичка црква извесно време претходно. Ејми се молела за работа за да му помогне на Джонатан со нивниот семен домашен буџет. Пред неја стоеле неколку предизвици. Ејми не знаела да вози, а и многу било тешко да се вработи. Кога отишла на првото интервју за работа, ја зела пријателката со себе, а на крај работодавецот ја понудил работата на низината пријателка. Не се грижи, ја храбрил Джонатан. Ако сега немаш работа, не било Божја волја ти да ја добиеш та работа и сигурно не била за тебе. Ејми продолжила да се моли. Додека се молила така и текнало дека одгледувањето билки на во низината градина и причинува вистинско задоволство. Таа се фотографирала покрај саксиите со растенија и ги објавила на Facebook, каде пронашла група љубители на билки. Ејми живеела во Мелбурн. Еден ден Ејми била потикната од видеото што еден човек го објавил во таа група на Facebook. Така решила да му го испрати својот видеоклип и коментирала: "Посакувам да можам да работам со вас, бидејќи навистина ми се допаѓа како работите и сакам да одгледувам билки." По некое време добила одговор од тој човек. "Каде живеете?" прашал тој. Кога му е дала локацијата, го добила телефонскиот број на директорот на тамошниот расадник за билки. Нестрпливо го свртила бројот. "Дали би сакале да дојдете кај нас на разговор денес во 16 часот и 30 минути?" прашал директорот. Ејми срекно одговорила и потврдила дека ќе дојде. Сваќајќи дека расадникот за билки е дел од градот до кој може да оди пешки, не и требало возење, се упатила пешки до самата градина. Таа сакала да ја врши Божјата волја. "Господи, ако ова работа не е за мене, направи нешто за да ја спречиш", се молела таа. Не сакајќи да доцни, тргнала многу порано. Стигнала до расадникот за само половина час, многу порано од предвиденото време. Додека чекала, се обидувала да се скрие меѓу украсните грмушки на влезот, не сакајќи никој да ја види. Меѓутоа директорот ја видел и рекол: "Дали си ти Ејми?" Кога таа климнала со главата, тој ја поканил внатри, додека се движеле кон неговата канцеларија, тој ја опишал работата. Потоа ја запознал со сите вработени, покажувајќи ги билките што тие ги одгледуваат. Гледајќи го низиниот ентузиизам, тој понудил работа со полно работно време на самото место. Ејми била изненадена како Бог го искористил низиниот коментар на Facebook за да ја даде работа на половина час пешачене од низиниот дом за време на пандемијата. Со своето семејство, Ејми сега може да продолжи да живее во својата куќа во Мелбурн. Ејми набрзо ги запознала сите области од бизнисот и можела да помогне секаде каде што е потребно. Таа уживала во разновидноста на низината работа, ја интересирало и тоа со што и како и кога да ги храни
овие растенијата, бидејќи сакала правилно да ги негува билките во низиниот дом. Со дозвола од директорот, таа носела садници дома за да започне со своји насади. Времето брзо и поминувало. Бог навистина одговорил на низините молитви, или барем така мислела таа. Кога завршил месецот и требало да й се исплати заработената плата, таа се збунила. Додека сите други добиле пари, таа не добила ништо. Кога го прашала менаџерот за тоа, и било кажано дека била платена со садниците што ги однела дома. Еми не можела да поверува во она што го слуша. Да, таа носела садници дома, но со дозвола на директорот, никој не ја кажал дека може да бира помеѓу садниците од растенијата или платата. Дома низиниот сопруг Џонатан ја рекол дека Бог го води сето тоа. Не грижи се, само моли се. Во текот на целиот викенд и двајцата се молеле. Во понеделникот наутро Еми била пријатно изненадена кога пристигнала на работа. Пред се и пристапил директорот во придружба на сопругата која држала тортата ја држала во раце и со искрено извинување и рекла дека дошло до недоразбирање и дека ќе ја земе целата плата. Олеснување и радост ги исполнило срцето на Еми. Уште еднаш Бог одговорил на низините молитви. Низиното семејство можело да остане во својот дом и биле затоа среќни. Еве, тоа беше искуството на Еми, необично, за време на пандемијата во Австралија, во Мелбурн, навистина беа затегнати односите помеѓу луѓето и раководството на таа држава, но сепак Бог нашол решение, одговорил на молитвите на ова жена да има работа, да има пари за екзистенција. Верувам дека и ви имате некои ваши слични искуства, почитувани гледачи. Доколку имате, пишете ни, а ние тоа ќе го објавиме. Секој од нас верувам дека има свое лично искуство со Господа. Денеска го споделивме еве искуството на ова госпоѓа Еми од Мелбурн, Австралија. Одеме сега повторно со песна, потоа ќе се вратиме да ги проследиме и останатите рубрики во нашата емисија. Koliko sam puta pogrešio ja, mislio sam se ja dobro znam, ali život ovaj prevariti znam, često puta ostao sam sam. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Prolazi nam život brzo kao san, slušaj sada riječi Kristove. Dođi zato k njemu dok još traje dan, znaj da Isus čeka na tebe. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Sve sam u životu probao ja, malo toga dobro bilo je. Okreće se nova stranica, nek sa Bogom život otpočne. Nek sa Bogom život otpočne.
Еве неповторно во живо. Почитувани гледачи, вие следите утринската програма Добро утро на радио Гласна надежда. Ова е христијанско радио што емитува својата програма секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Овој викенд минатиот бев во Битоло и Битолско, па моето присуство во Битола го искористив да направам едно кратко интервју со една наша сестра по име Сонја. Па во наредните 5-6 минути ќе го проследиме разговорот, односно незиното искуство на обратување, како таа го запознала Господа и што за неа значи самата молитва. Одиме сега со искуството на сестра Сонја. Почитувани гледачи, денеска сум во Битола. Имам прилика да разговарам со Сонја Вилјановска. Таа е верник во црквата во Битола. Бидејќи ова емисија е христијанска и сакам да ја поставам неколку прашања во врска со низиното запознавање, односно како го запознала Бога. Сонја, добре дојде во нашата емисија. Добре ве најдов и мило ми е и чест ми е навистина да зборувам за Бога и да изнесам како јас го запознав Бога. Како прв пат се сретнав со Бога, како дете. Мојата мајка ми зборуваше некаде 3,5 или 4 години бев. Се сеќавам на една силуета. Човек со точак, вика, носи на двете страни од рачките од точакот црни торби, полни со книги и вика, покајте се зашто се наближи Царството Небесно. Ликот него видов, таа силуета, тие две црни чанти, кожни чанти, ме следеа некако цел живот и нешто барав, имав некаква празнина во срцето, во душата, се додека не го најдов Бога. Доаѓам од православно семејство, мојот татко додека за време така го викаат, за време додека тој учел, читал Библија, но јас никогаш не го видов да чита Библија, никогаш немав, не бев во додир со Библијата, секогаш сакав да читам книги, купував книги како дете, а Библијата замислував дека јас не сум достојна за неа, дека не можам јас да ја читам, дека треба свештеникот, попот или пасторот, некој друг да ми ја толкува, и се додека дојдов во христијанската адвентистичка црква, тука прв пат фатив Библија во рака. Така. Кажи ли за нашите гледачи колку години прилика имаше, беше мажена, кога го запозна вистински Господа? Да, 2000 и првиот пат можда беше 93-та или 4-та, кога прв пат дојдов во црквата. Преку братот Васил, покојниот сега, Јанковски. Дедо Васил, да? Популарно ние си го викаме. И секоја сабота кога си идеше од црква, и тој живееше на Железничка, таму имаше куќа, од Велес беше, и врвеше покрај дуќанот, таму каде што работевме со мажот ми. Се оди преку него, но него за жал уште го нема, ќе дај Бог, се молам и за него и за целото моје семејство, за мојот сопруг Кире. Секоја сабота од богослужба врви тука покрај дуќанот каде што работевме ние и му остава по една книга на мојот сопруг. И си заминува, некако во тоа време имаше гужва работа и немаше време да му посвети многу време него. И секоја сабота така ги остава книгите. Јас во тоа време ми беа малечки, двата сина и ги чував. Еден ден одам да му исчистам во дуќанот таму каде што работеше и гледам во еден пакет, полн пакет со книги. И викам, шо е овој пакет? Вика, еден дедо доаѓа, ги остава, и сега зедав големата борба и Библијата. Прво нешто што разбрав за саботата. Ме покани 2 саботи, баш и ти беше, не знам дали се сеќаваш, во црквата имаше света вечера, доаѓам во црквата, ги носам двата сина, малечки беа, ние беше 4,
7 години, така беа разлика 3 години, доаѓам во црквата и кога влегувам во вратата плачам. Не знам дали се сеќаваш. Солзи вака течат како река. Имаше една сестра тука и дојде ме гушна, ме однесе во другата соба и вика: "Зошто плачеш, чедо? Каква болка имаш, каква рана имаш? Јас имам син починат и никаков фластер не може да ја залепи таа рана." Викам: "Не се е во ред, не знам зошто, но едноставно то сега знам дека Светиот Дух ме поттикнуваш." Уште еднаш дојдов во црквата и толку беше. Так. Толку беше. Доаѓањето во црквата. Читав, но не разбрав. Тоа беа првите почетоци. Тоа беа првите почетоци. Значи, како доаѓам во Стори завет со Господот 2008. Значи, 2007 година почнав да доаѓам, имаше семинар тогаш за Данило, завршваше Данило и почнував со Откровение. Значи Данило не го опфатив, Откровението на крајот. Се две убави книги, пророчки книги. Так. Еве веќе повеќе години си овде верник, си навлегла во длабочините на Библијата и се уште истражуваме, така дека сме живи. Кажи ни за нашите гледачи, ти како верник ја користиш молитвата во својот живот. Зошто молитвата важна? Што представува за тебе молитвата? Молитвата, како што ни кажува дух на пророштво, едноставно тоа е разговор со Бога. Ние во разговор, во тишина, во кога сме насамо со Бога, во заедница со Бога, едноставно ја излеваме душата, срцето го излегам, она што го имаме внатре, секогаш ние му го кажуваме на Бога и бараме помош на Бога. Мојата порака едноставно е: барајте го. Бог е жив. Секој оној кој го запознал Бога, кој се сретнал со Него, едноставно не може да остане ист. Така. Бог не менува. Бидејќи свесни сме според Библијата, живееме во последно време. Така. Па една кратка порака до нашите гледачи, зашто емисија следат и постари, помлади, христијани, кои можеби не се толку близко до христијанството. Зошто е битно да ја читаме Библијата и да веруваме во Господа? Бидејќи сме свесни, на оваа земја се поминува. Така. Ништо човекот не носи со себе, но нашиот карактер, ако го изградиме според Божјата волја, ќе биде тоа наше богатство, што еден ден ќе го носиме во новото небо и новата земја. Па една кратка порака до нашите гледачи. Така. Значи, живееме во последно време во кое и еден обичен човек кој не е верник едноставно гледа, слуша, едноставно знае дека нешто е инакво, различно е од пред неколку години и луѓето во последно време едноставно бараат и сакаат да го разберат времето во кое што живееме. Ние поминавме, еве сега, како што кажуваат, поминавме на пандемија, едно затворање, една неволја и едноставно луѓето кога многу доаѓаа кај мене и ме прашува: "Зошто си толку смирена? Зошто некако не си во некаква паника?" Јас знам дека последниот збор го има Бог. Јас знам дека се е во Божјите раце. Се што се случува во Библијата, во пророштвата, се е проречено. Ќе имате неволји, ќе има пандемии, ќе има глад, ќе има помори, едноставно, но ние имаме надеж. Ние знаеме дека Бог е тој, се е во Божји раце. Бог го има последниот збор. Почитувани гледачи, тоа беше Сонја Вилјановска од Битола и благодариме, Сонја, ти благодарам што благодарам и тебе. Можешме да поразговараме за твојата вера и за твојата надеж во Господа. Почитувани гледачи, продолжуваме со нашата програма. Тоа беше искуството или краткиот разговор со Сонја Вилјановска од Битола. Во текот на разговорот таа спомна едно име, Васил или дедо Васил. Тој е наш верник кој долго години беше член во црквата во Битола, сега е покоен, бидејќи е доста стар. Меѓутоа, јас лично го познавам и соработував долго години со овој човек, Васил Јанковски. Тој беше железничар, работеше на железничка станица. Но беше силен во духот, во верата, многу книги делеше по Битола. Па еве и Сонја спомна дека дедо Васил често пати кога се навраќал од црква, поминувал низ нивната улица, односно Дукенот, кај што низиниот сопруг и ден денес го има, меѓутоа оставал по некоја книга, по некоја брошура. Тој ги ставал во кутија, во картонска кутија, еднаш Сонја ги донесе во црква, јас ги видов. И навистина тоа семе, кое се сеело со години, стоело таму во таа
kartonska kutija, sve do onih mig, dodeka Sonja ne došla do tije knjige. Ta počela da gi čita, da gi proučava i tije knjige bile most za ta da dojde u crkvata, da go zapoznaje vistinski Gospoda i da poverova. Naistina, počtovni prijatelji, ako imate vi slični iskustva ili sakate knjigi so religiozna sodržina, pišite ni vo naše redakcije, a nije ke vi ispratime knjigi koji ke vi pomognat da navlezite, činite na Sveto pismo, da zapoznajete pravata vistina. Preda pomineme na kratkata utrinska poraka od Biblija, tako slušneme sega ušte jedna pesna, znači odeme sega so pesno, potom ke odeme so kratkata utrinska poraka. Vidi večer
Продолжуваме со утринската кратка порака од Библијата. Денеска ќе зборуваме на тема од плуг до духовен водач. Кога пророк Илија требало веќе да замине, да ја напушти својата служба, тој требало да замине на небото, требало да приготви негов заменик. И тој тоа го гледал во ликот на Елисија, неговиот прв соработник или слуга. Затоа читаме во првата книга до Царевите, 19 глава, од 19 до 21 стих. Таму пишува дека Бог му рекол на Илија да му помогне на Елисија како негов заменик од планината каде што Бог му се покажал. Тој отиде и на враќање го најде Елисија, синот Сафатов, како што ора, пред него 12 двојки впрегнати волови. Самиот беше кај 12-тата, Илија помина покрај него и ја фрли на него својата наметка. Тој ги остави воловите, потрча спо Илија и рече: дозволи ми да ги прегарнам татка си, мајка си, па ќе тргнам по тебе. Илија му одговори: оди, врати се, зашто што ти направив. Тој го остави, зеде двојка волови и ги жртува. Со воловскиот плуг испече месо и им го даде на луѓето да јадат. Потоа стана и тргна по Илија за да му служи. Од овој момент, кога Илија бил повикан од нивата, бил земјоделец, орал со воловите, и Елисија бил следбеник на Илија. Тој бил земјоделец кој наблюдувал, но го следел и Бога и му бил верен. Тој бил еден од 7.000 на кој Бог мислил кога му спомнал на Илија. Луѓето што останале верни. Знаеме, во една прилика Илија се обесхарбрил, сакал да умре, бил уплашен од Језавеља. Бог му вели: немој, Илија, има уште 7.000 луѓе кои не ги свиткале своите колена. Меѓу нив Бог го гледал и овој човек Елисија. Елена Вајд пишува: барајќи наследник според упатството, Илија, минувајќи кај нивата на која Елисеј орал, го покрил момчето со наметка на посветување. Во периодот на глад на Сафотово семејство му биле познати делата и мисијата на Илија, и сега Божиот дух го втиснал во срцето на Елисеј значењето на пророчката служба. За него тоа било знак дека Бог го повикал да стане наследник на Илија. Како Елисија покажал дека бил готов да ја прифати наметката за службата. Истиот момент тој го оставил плугот со кој ја орал нивата, ги заклал воловите, изградил олтар и запалил оган од својот дрвен плуг, потоа го сготвил месото и му дал на народот да јаде, а потоа тргнал да му служи на Илија како слуга. Според ова, Елисија покажал колку сакал да ја превземе наметката на Илија. Истиот Бог што го водил Илија да му биде ментор на Елисија, ги повикува искусните водачи денес да бидат ментори. Дојде ној време палката на водството да помине во други раце. Бог е подготвен да подигне нови водачи. Да се молиме за тоа, бидејќи можеби не ги слушаме или не ги гледаме, а тие веќе се во собата и чекаат да ги поздравиме. За да се тргнете од плугот и да ја превземете наметката на водството, треба да знаете дека Бог има време и за вас, за секого од нас. И вие мора да бидете истрајни и трпеливо да чекате додека дојде вашето време да ја превземете наметката. Божјата намера работи само во Божје време. Кога дошло Божето време, Илија бил повеќе од среќен што може да му ја предаде службената палка на Елисија. И Елисеј, кој трпеливо и радосно му служил на Илија, бил многу среќен што можел да ја прифати. Елена Вајд пишува: Елисеј бил повикан додека со слугите на својот татко ја орел нивата. Тој извршувал работата што му била најблиска. Елисеј поседувал и способности на водач и кротост на оној кој е подготвен да служи. Иако со тивок и нежен дух се држал енергично и чврсто, неговите особини биле почит и верност, љубов и страв Божи. Вршејќи ги доследно своите секојдневни должности, стекнал сила на намерите и благодарност на карактерот, постојано растејќи во благодата и во знаењето. Соработувајќи со татка си во должностите на домашниот живот, научил да соработува со Бога. И затоа, почитувани пријатели, нема ништо понижувачко во служењето, туку единствено се пренаоѓа отсуство на желба и одлука. Ако ги извршувате малите работи верно и најдобро што можете,
Тие во вашиот живот ќе развијат дух и карактер за извршување на поголеми работи. Кога Елисија решил да го прифати Божиот повик, стана и тргна по Илија за да му служи. Гледате, Елисија не гледал на проблемите, на пречките. Тој бил одан на Илија, односно на службата кон Господа. И тие години кои ги поминал Елисија со Илија биле години на подготовка, бидејќи Бог го знаел, ја знаел целта, дека на Илија ќе му треба заменик. И токму животот кој го поменал Елисија со Илија било подготовка тој да стане негов заменик и водач на Божиот народ. Колку време поминало од позивот на Елисија од Прва царевите 19 глава, па до денеска. Многу луѓе се повикани. Може би Бог и тебе ќе те повика. И затоа биди подготвен да ја прифатиш таа условно кажано наметка Господова. Таа наметка, навистина подосна, кога Илија ќе замине горе во таа огнена кола, Елисија ќе го види и ќе ја добие таа наметка повторно и ќе биде оспособен со силата на Светиот Дух да биде достоен водач и заменик на пророк Илија. Колкумина од нас сака да му служат на Господа. Денес решив да ја запалам опремата за орање од моето претходно искуство, да спалам се што е мое на олтарот за да ти служам, Господе. Дојдете на олтарот и кажете му на Исуса: овде сум, Господе, сакам да ги користам сите своји дарови како Твој променет слуга. Готов сум да ризикувам за Тебе, за да може Твоето царство да напредува. Нека биде тој наша молитва за овој ден, да се одзвиеме на Божиот повик и да му служиме. Ти имаш можеби посебен дар што јас го немам. Сите ние имаме своји дарови и Бог сака тебе да те употреби, да бидеш негов слуга, да бидеш негов гласноговорник, да бидеш негов проповедник, да ја шириш веста на ова радосна вест на Евангелието. Еве, почитувани гледачи, денеска разговаравме и размислувавме за Божиот пророк Елисија, кој бил повикан од таму, од нивата, кај што орал со своите волови, но тој бил достоен заменик за Илија, кој подоцна ќе замине жив на небото. Еве, толку за ова кратка порака, сега одиме повторно со песна. Surrounded by everyone, still empty inside. My
Еве полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма Добро утро на радио Глас на надежта. Ово утро сакам да ви препорачам една убава детска книга, почитувани гледачи, посебно вие кои сте млади родители, имате ваши дечиња, сакам да ви ја презентирам книгата Приказни од Библијата. Ова книже има 21 приказна на македонски јазик и приказките се интересни. Цената е символична, 100 денари е нова книга. Доколку имате потреба да им читате на вашите дечиња приказни од Библијата, интересни со посебна поука, јавите се во нашата редакција. Имаме на залика само уште неколку парчиња, така да доколку се јавите, ние ќе ве испратиме по пошта. Цената е само 100 денари. Навистина символична цена, но книгата е содржајна. Содржи, како што спомнав, 21 приказна. Дури се поучливи и за нас постарите. Така да, еве, само неколку наслови од приказните. Првото бебе, толку слични, а сепак толку различни. Една петка и една единица. Двојна клетва. Целиот на татко му, ќерките на човекот, многу тажен дедо и така натаму. Тоа се само дел од насловите на ова убава книга. А доколку вие постарите сакате да изучувате Библијата по дописен пат, слободно погледнете сега рекламата што ќе оди за неколку секунди. Тоа е дописната онлайн библиска школа Библијата зборова.мк. Сега ќе ја видиме рекламата, потоа ќе се вратиме да ја одјавиме ова наша утринска програма. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве полека дојдовме до крајот на ова наша утринска програма, почитувани гледачи. Пред да се одјавиме, сакам само да спомнам дека овие денови на Facebook оди на голема кампања Подарок книга. И ние како редакција, како утринска програма се приклучуваме кон тој проект и исто така ви ја рекламираме книгата Големата борба. Значи, кампања на Facebook Подарок книга е токму ова бесплатна книга Големата борба. Доколку сакате да ја имате, ние ви стоиме на располагање бесплатно да ви ја доставиме до вашите домови или да ви ја испратиме по пошта. Овие денови на големо се дели ова книга во целата наша земја. Стотици и стотици книги порачани или се уште се порачува, така да еве ние се приклучуваме кон ова кампања Подарок книга Големата борба. Уште еднаш ви ја препорачувам, доколку имате потреба за вас или за вашите пријатели, пишете ни, а ние ќе ви доставиме по пошта или на ваша домашна адреса. Еве, почитувани гледачи, полека дојдовме и до ова наша денешна понеделничка утринска емисија Добро утро. Ви благодарам на вашето внимание, ви посакувам пријатни денови, пријатна седмица, благословени денови и ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, наредниот петок со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје. Пред многу години, уште пред создавањето на светот, започнала војна. Војна помеѓу две сили. Силата на доброто и силата на злото. Војна меѓу светлината и темнината. Вистината и заблудата. Слободата и огнетувањето. Исправното и оно што е погрешно. Меѓу животот и смртта. Тоа е војна која ќе го промени текот на времето. Многу религии, вклучително и христијанството,
Учат дека позади тродимензионалниот физички свет што го гледаме, постои друг, потполно реален духовен свет што не можеме да го видиме. Во овој невидлив свет се одвива титанска борба помеѓу врховниот херој на правдата и нечестивиот. Да дознаеме како во текот на времето, на големиот духовен мрак, храбри луѓе ризикувале се, за светлоста на вистината да засветли пред луѓето. Да ја откриеме тајната на настаните во сегашноста и нашата улога во големата борба. Да тргнеме на патување кон иднината која ќе ни открие како војната ќе заврши. Ова е најголемата тајна на вековите и најчудесната вистина која некогаш била раскажана. Го сакале тоа или не, во оваа војна е вклучена секоја личност на земјата.